Државната каса одвојува 3 милиарди денари со ребалансот на буџетот за општинските финансиски дупки. Првиот финансиер Драган Тевдовски вели дека со пари ќе се даде помош на локалните власти да ги покријат долговите. Државата на општините ќе им ги санира буџетските штети со 51% од нивните долгови. Главна причина за натрупувањето на неплатените а превземени обврски кај општините и кај единиците нивни корисни, кои што се основани од нив, е нереалното проектирање на буџетите. Се правеле буџети чии приходи биле проектирани нереално високо, поради ова се преземале обврски кои потоа не можеле да се платат. Ние воведуваме механизам со кој ова ќе се спречи. Општините ќе може да ги проектираат сопствените приходи на основниот буџет со најмногу 10% раст од просечната реализација во последните 3 години. Најголема помош добиваат општините кои работеле најнедомаќински. Министерот за локална самоуправа ги повикува истражните органи да ги ставаат на одговорност градоначелниците кои ја злоупотребуваат функцијата. Владата со овој чекор за санирање на општинските долгови не тргна со намера да наградува, туку да создаде амбиент сите граѓани, без разлика во која општина живеат, да може да ги добијат услугите кои што општината е должна да им ги обезбеди. Граѓаните не смеат да бидат оштетени. Гевгелискиот градоначалник Сашо Поцов негодуваше дека парите од даноците на фирмите во општината оделе во државниот буџет. Во Гевгелија има 3 казина. Ниедна давачка од казината не влегува во основниот буџет на општина Гевгелија. На прашањето каде завршуваат парите, парите завршуваат во централниот буџет. Значи, ние се залагаме за поголем степен на децентрализација. Тоа е тоа што ќе оправиме со владата, за општините добијат поголеми бенефити. И градоначалничката на Тетово Теута Арифи зборуваше за наследен долг, која втор мандат ја има функцијата. Наследила 8,5 милиони евра долг во 2013-та и истиот до денес не е саниран. Само месечните трошоци за вработените во тетовската администрација се 11 милиони денари. А меѓу време, значи, го решивме и успеавме да го решиме проблемот со водата за пиење, кој беше 4-годишен проект и за кој фактички беа потребни средства од 4,5 милиони евра за да може денеска да биде во функција целосно како што е. Со подмирување на дел од долговите од страна на владата, конечно во образовните институции ќе може да се вложува за нормални услови во воспитно-образовниот процес. Првиот финансиер Тевдовски тврди дека буџетот е во одлична кондиција, не сакаше да открие колку ќе тежи буџетот за 2019 година.